Мојот гостин се извинувам, во овој блог од Отвореното студио, еден ќе го оценат како уникатна појава на македонската литература. Меѓутоа, не само во начинот на кој што ги конструира неговите дела, туку една препознатливост и во однос на насловите кои што може да се каже дека секогаш го привлекуваат вниманието на читателите. Велам добар ден за господинот Трајче Кацаров, писател, многу создадени дела во текот на годините и секако она што на некој начин е препознатливо за вас, детската литература. Добре дојдовте во Отвореното студио. Добро нашо. Така, ќе започнеме всушност пред неколку денови и официјално беше, ја промовиравте вашата најнова книга Како станав Амадеус. Наменета е за возрастни, така, овој пат? Секогаш кога ќе напишат или кога ќе сакат да додадат нешто до името Кацаров, Трајче Кацаров, ќе напишат дека тоа е писател за возрастни за деца. И навистина сум писател и за возрастни за деца. Се уште не сум ја промовирал книгата Како станав Амадеус. Чекам да поминат летните горештини, да помине летната литература, бидејќи сега во лето се е подведено на горештините, се е подведено на сонцето, за кое што понекогаш ќе кажам дека не признава темни облаци и месечини. Тоа постојано грее тогаш кога си во сенка или навечер. Значи, топло ни е, а кога е топло, па издавачите знаат да направат нешто ексклузивно, па ќе кажат ова е литература за лето. А што значи литература за лето? Па полесно се чита. Можеш да ја читаш под чадор на сонце, а понекогаш можеш да го прекриеш носот да не ти го испече сонце. Така, сега чекам да помине летото, па викам, ајде после тоа ќе ја промовираме ова најновата моја книга проза, романот Како станав Амадеус. Значи, фактички, ние, еве, моментално, бидејќи ја носите кај нас во студиото, имаме на некој начин ексклузивна можност за прв пат. За прв пат, еве. Откако излезе книгата во издание на Силанс, тоа е во Матица Македонска, кај што главен одговорен уредник е Раде Силјан. Така. И баш кога зборувавме со него, му реков, Раде, чекај нека поминат летните горештини, ќе ја промовираме. Но еве сега по некоја случајност за прв пат зборуваме дека оваа книга веќе излезе од печат и дека може да се најде во книжарниците на Матица Македонска, на Матица, веќе е во продажба. Но промоција на книгата, за книгата како што знаеме до сега да го направиме тоа по некој наш практикум востановен со години наназад, дека секое дело го промовираме во соодветни услови и во соодветен простор за тоа и некој зборува за делото, колку да му дадеме вредност или нели да го оцениме и на некој начин и го популаризираме. Не сме направиле такво нешто, но еве, ова Како станав Амадеус, пред се според насловот, секој кога ќе прочита ќе че еве види овој сега Како станал Амадеус, станува збор за многу други интересни работи кои што се случуваат во еден период, во еден интервал од животот, можеби на машките, на мажите кои што нели на времето биле и воени обврзници, значи служиле војска во време на бившиот систем и тука за неа се зборува еден поголем дел од книгата, станува збор за еден таков период, во еден таков простор, што се случува, како се случува, еден однос помеѓу во тогашните наши републики и представниците на републиките кои што беа заедно под една заклетва, во една иста војничка униформа, под иста заклетва. Тогаш во тоа време сите беше заклетвата дека ќе чуваме татковината како зеницата во очите своји и така натаму. Значи, и доста интересно четиво, али пред се она што досега сум го напишал, морам да кажам дека има внатрен из една хумористична, сатирична, иронична призма. Всушност, ниту една ситуација, ниту едно мое напишано дело или ниту една моја напишана творба не е без хумор во неја, не е без сатира во неја, не да не иронизира и така натаму. Дури и овие во литературата за деца се трудам да бидам малку што подуховит, за да можат децата на еден посмешлив и не на полесен начин да навлезат во животот на главните јунаци, всушност да ја восприемат и прецепират содржината на делото. Да, нешто што дефинитивно ни е потребно, особено во вакво тешко време. Господин Кацаров, оно што го кажав и во најавата, дефинитивно сте
препознатлив по вадењето на насловите на вашите дела, без разлика дали станува збор за романите за возрастни или можеби за деца. Предизвикуваат на некаков начин скокотливост, односно го привлекуваат вниманието. Тоа е случајно или не случајно? Не. Секојаш мора, во секој случај, некој ќе каже дека имаше една изјава. Ние денеска сме во една поеднаква ситуација. Луѓето кои што пишуваат не можат да кажат дека се надвор од библиотеките, дека никош не посетуваат библиотеки, дека никош не читаат и дека нивното пишување не е резултат и не е рефлексија на некои прочитани дела претходно, подадени од страна на туѓа литература, подадени од страна на туѓи писатели и така натаму. Значи се конструира делот. Од самиот наслов па се од почетокот па се до крајот. Тоа е една како структура која што можеш да ја научиш, која можеш да ја видиш во некој, како се вика, дури јас предавам драматургија на факултетот, па знам кога ќе кажам на студентите вака се структура едно драмско дело, но не можам да ги научам како треба репликите да ги напишат, како треба да ги напишат диалошките форуми, диалозите. Сега тоа е вродена ситуација, тоа е талент, тоа мораш да го наситиш. Дури можеби и сега и ова начинот како да се наслови некоја книга доаѓа врз база на некоја дарба, некоја одреденост и така натаму. Нешто кое што го носиш со себе и наоѓаш начин да го изартикулираш. Дали тоа ќе биде на самата корица или внатре во содржината на делото, тоа е моментно кој што се одлучува во времето на создавањето на истото. Навистина се држам до една многу интересна ситуација која што би требало сите писатели сами по себе, мислам дека многу го практикуваат, дека тоа не е измислица на некој наш или можеби моја, дека насловот не би требало да ја открива содржината на делото. Тој треба да биде малку необичен или да дава можност или да предизвикува интерес кај публиката или кај оние кои што се консументи, рецепторот, да се заинтересира што има за тој наслов. Например, мојот предпоследен роман се викаше "Озарем тоа сте вие, господине Памук". И сега, ако го читаш романот, ќе видиш дека станува збор за Орхан Памук. Ако навлежеш длабоко во содржината на делото, ќе видиш дека тоа представува пародија на неговата последен роман, кој што излезе. Не, тој не е последен, него кај нас беше пред едно известно време, тогаш кога јас пишував дека беше еден од последните романи што го беше напишал Орхан Памук. И така натаму, значи во секој случај насловот не би требало, може да кореспондира со содржината, но би требало да биде сепак загадка за она што се случува зад него и за она што ќе се случи како действие или како содржина во делото. Вие сте се уште од оние писатели кога ќе земат да се читаат вашите дела или еве барем да се разлистаат, не прибегнувате кон странцизми. Не може да се најдат. А некако модерново време се повеќе, да кажеме, го менува на некој начин македонскиот литературен јазик. Можеме да го оправдаме тоа во творењето или не? Со години се борев и не знам дали се уште сум дошол на тој вистински пат, на патот во кој што би требало да се употребуваат такви зборови. Читав пред некој време за таа наша јазична дембелана која што прибегнува кон странцизми за да може да биде или полесно сватлив или не потешко сватлив, но јас се трудам, учејки се на она што ни го ставаше Блаже Конески зад себе, за она што го ставаше Гане Тодоровски зад себе, со она на кој што нивните дела не повикуваат. Се трудам сепак да можам, дури вчера се трудевме да најдеме некој архаичен збор кој што знам се употребуваше во нашата животна средина. Тоа беше дел од реториката, можеби на мојот дедо или на моите предци, но не можевме да го најдеме, зашто па се јавував дури во Истанбул, каде мој пријател да не е тоа турцизам, па да го преведи така натаму. Значи се трудам на некој начин да ги најдам оние подзаборавени зборови, архаични зборови, оние што како се вика, што представуваат богатство на нашиот јазик. Јас постојано велам во театрите, дури сум изненаден зошто некои од театрите, поготово во внатрешноста, каде што дијалектот е изразен и каде што има препознатливи моменти на таа дијалектолошка ситуација е, како се вика, препознатлива и не се играат представи на дијалект. Не се зборува на дијалект дури. Зошто го велам тоа? Затоа што дијалектите се нашиот извор на зборови.
во литературата се познати многу автори кои што внесле многу зборови во своите дела. Познат е Шекспир со 60.000 таму, познат не знам кој и така натаму. Еве ние малку со новата генерација како да застанавме тука, како да не се повикуваме на она што ни го оставија пред сите големите писатели како што претходно ги спомнав. Еве знаете кога ќе се навратите на делото на Ацо Шопов, веднаш ви доаѓа терминот небитнина. Па и милиони други кои ќе земете на кај Гане Тодоровски, кај Блаже Конински и така натаму. Дури понекогаш ќе најдам некој термин кој што Блаже Конински го употребува во своите песни и нарочно ќе го ставам. Ќе го употребам и без разлика што некој ќе рече, ама тоа веќе сме го сретнале кај Блаже Конински, тоа е некоја ситуација кој тој е изведел, тоа е некој архаичен збор кој што тој го нашол. Но еве, ако ние не го употребуваме, ако не го ставаме во нашите творби, тој ќе се загуби. Тој ќе остане само во делата негови и оние неговите проследувачи ќе знаат дека е негов и дека е таму може да го најдат. Овие дела кои што моментално ги имаме во студиото се само еден мал дел од целото ваше богато творештво. Како од денешна перспектива ви изгледа сето тоа што сте го создавале години наназад преку 40 различни дела од различни жанрови. Чинам имате творено драми, секако поставени на многу театарски сцени и кај нас, меѓутоа и во соседството, па и во странство. Па, видите, јас сум полиграф во секој случај, ја мислам дека би требало секој писател да е полиграф. Да не му се тешки моментите тие. Ние понекогаш кога ќе кажам, јас ќе правам некоја аналогија, некоја споредба со спортистите, кога ќе кажам, ако некој се надарен да биде спортист, нема некој спорт во кој што не би можел да некои завидни резултати или да постигне. И она што е многу важно кај авторот е можноста да артикулира на начин на кој што можеби неговата природа, неговата предсе натура го наведува. Господине Кацаров, се извинувам, прекинувам, меѓутоа потешко е да речеме да се напише или создаде дело за деца или за возрастни? Многу ме интересира вашата перцепција и вашиот креативен процес. Како доаѓа во тој однос? Има еден писател кој што вели, Киро Донев, тој е писател за деца и ќе каже дека творештвото за деца е исто така како и творештвото за возрастни, само за творците, за творештвото на деца треба малку повеќе талент. Да, токму заради тоа го поставувам прашањето. Многу интересно тоа прашање. Јас кога зборував за книгата во едно интервју не паркире гаража, реков дека мора да него. Тоа е една флоскула која што сите употребуваат, детето во тебе, треба да го негуваш детето во тебе, негувајќи го детето во тебе, ти си подготвен за една таква изјава која што, например, да речеме, може да кореспондира со нивниот и може да има граѓанство во нивниот детски свет. Но не е само тоа. Морате да живеете на поинаков начин. Морате се она што децата може да биде интересно за нив, да е интересно за тебе. Да си постојано дете. Кога зборуваме некогаш, еве има една многу интересна ситуација, јас може сум ме кажувал на некој од интервјуата за Иво Андрич и Бранко Чопич, кога тие шетале по Калемегдан и ќе дојде 7 саатот и веќе Бранко Чопич вика јас морам да си одам дома, а Андрич го прашал зошто треба да си одите дома, затоа што сега треба да гледам цртани филмови. Дали е навистина дека ваш идеален свет се цртаните филмови? Јас сакам да ви кажам дека јас секогаш сум сакал да живеам во светот на цртаните филмови. Уште како дете бев многу страшлив, ме плашеше ноќта, ме плашеа многу нешта. А таму во цртаните романи, во цртаните филмови кои што тогаш можев да ги гледам на телевизијата, светот беше идеален. Таму никој не беше болен. Таму никого од ништо не се плашеше. Таму не можеа да бидат повредени ликовите во цртаните филмови. Тие не умираа, тие беа вечни. Таму имаше постојано сонце. Таму ноќта не беше темна и покрај тоа што имат звезди и месечини. И јас мислев дека тоа е тој идеален свет. И постојано сакав да сум жител на тој свет. И си го сонував. Ако не можев во јаве да го најдам, го сонував. И сега кога пишувам, многу ми е лесно. Јас се препишувам себе си. Се препишувам од времето кога си бев дете. Значи, дефинитивно тој ваш идеален свет, цртаните филмови, ви помогна многу за
да се доближите до таа литература, односно на децата што поблиску, на таков начин, преку пишаниот збор, да им се доближите и освоите тие нивните всушност срца. кореспондираат со мојот свет. Јас го пренесувам мојот свет и мислам дека тие се наоѓаат. Еве напишав една збирка песни внатре. Тоа е малку повеќе, може да се земе како еден цела збирка песни која сите песни кореспондираат една со друга, енци, менци, оделенци, во кој што ги опишав сите мои другари, пријатели, соученици во основното училиште, а преку песна. Сите тие имаа некои прекари и тие прекари внатре беа влегува во песната и се створи една многу интересна книга. Значи тој свет од школските денови, светот од улицата, светот кога дома си седела, сите играле надвор. Оти ние секогаш имавме, можеби нашето детство не беше детството како во руралните средини. Па луѓето што од мали нози се запознале со природата, со убавините на природата, со загадките на природата, со животните и домашни и диви. Ние луѓето, ние децата од градот ја знаевме улицата, ама улицата беше страшна. Поготово ако ти живееш на улица која што не беше обезбедена и игрите на улица беа како се вика ризични, тогаш половината на нашето детство минуваше во нашите дворови и затворени дома. И тука моравме да фантазираме, моравме да влегуваме, да си создаваме своји филмови, мора да создаваме своји ликови, бидејќи самите да бевме и позитивни и негативни ликови. И тоа е еден резултат на едно такво детство. Детство поминато е на градска средина, детство поминато во ризиците на едно улично дружење, на улична игра и така натаму. За детскиот роман "Не паркирај гаража", всушност ја добивте и наградата од Друштвото на писателите на Македонија, Ванчо Николевски. Тоа беше лани чинам. Колку, еве, не само за оваа награда, целокупно земено, како ги доживувате? Имате и многу меѓународни признанија, впрочем. Ви значат нешто повеќе во однос на егото или можеби едноставно како добро сработена работа или... Видите, да ви кажам на работа, ако не му значат на писателот наградите, тој никогаш во својата биографија не би ги ставил. Да, бидејќи де факто има писатели кои што знаат често да кажат дека да, супер што добив награда, меѓутоа не дека нешто толку ми значи. Да, ама зошто ја пишува во неговата биографија? Значи тој ќе ја ставил биографијата, добил награда, дури еве Сартер 64-та година добил Нобелова награда. И се откажа од Нобеловата награда. Но никаде не заборава да каже или нема биографија каде што не пишува дека е добил Нобеловата награда и дека се откажа. Значи секому е важна наградата. Само по себе наградата значи фокусирање, свртување на како се перцепирање на една стварност, на една вредност која што во даденот момент се наоѓа во таа и таа личност, во таа и таа творба, кај тој и тој автор. Ние во Македонија, поготово кога немаме пазар, ние не можеме да се пофалиме дека излегуваме, може да излеземе со нашите книги на пазарот на литературата. Немаме пазар. Нити па некој ги купува нашите книги, нити па некој ги чита македонските книги. Зошто го велам тоа? Затоа што се помалку и помалку македонските автори се популаризираат и афирмираат. Ниту медиумите стојат зад нив, нити па самите издавачи се интересираат од кога ќе издадат книга на некој од македонските автори, за таа книга понатаму после маркетиншки да работи. Господине Кацаров, за крај токму тоа ми беше замислено прашањето. Со оглед на тоа што долги години се бавите со ова, како ви изгледа денешнава состојба во однос на промоцијата на македонски автори? Меѓутоа, еве од друга страна и колку се цени и валоризира и детската литература кај нас? Катастрофално. Значи, јас мислам толкова не грижа за македонските автори, досега во нашето општество не е забележано. Ние просто се бориме и со невидлив непријател. Некој те потиска, некој те маргинализира, а не знам зошто. Вредностите се уништуваат. Јас постојано велам, значи ние имаме вредности, трајни вредности. Вредности, еве, пред некој ден почна нешто, тоа беше многу смешно, да се зборува, Кочо Рацин под заштита на УНЕСКО, па овој па зошто да не? Па тоа се врвни дела.
Тоа се наши вредности од кои во ниту еден случај не смееме да се откажеме. Но нити во еден случај не треба да ги користиме како алатка за меѓусебна престрелка партиска или било како. Како што имавме изјави за некои наши величини, за некои наши бардови, кои што се на рамниште на светските. Кога зборував за Блаже Коневски, тој не правеше разлика меѓу себе и Сингер. Тој не правеше разлика меѓу себе и другите големи светски европски автори. Зошто? Затоа што неговата вредност за неговите дела беа на висина на тие другите кои што на поинаков начин ние го увезувавме кај нас, на поинаков начин ги како веќе осведочени вредности ги донесувавме кај нас. Јас постојано велам, уште ова ќе ви го кажам. Не може да се гради национални театар, не може да се гради национална литература со импортни дела, со импортни конфликти. Значи мора да имаме нешто свое наше национално. Јас постојано викам дека театрите треба да се свртени кон нашите драматурзи. Да. Издавачите треба да се свртени кон нашите автори. Дури треба да се прават сајми каде што само ќе имаат изложени книги од наши автори. Така. Не за друго. Ти не да му помогнеш на авторот, тој нема со продажбата на книгата да купи, да направи кула, да купи, не знам, авион, него едноставно зборуваш за македонскиот јазик, зборуваш за пишувањето на македонски, зборуваш за читањето на македонски, за зборувањето на македонски. Така е, ова исто така тема што ја наметнавте доста актуелна, но здравје Боже, друга прилика. Господине Кацаров, ми беше задоволство што ви имав за гостин во отвореното студио 1. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Така, а ние правиме кратка пауза, па веднаш во студиото се колегата Владко Чаловски и Дејан Андоновиќ ја анализираат актуелната состојба во регионот и во светот.